Прво би сакал да прашам, кој ви е вам најомилен псалм во Библијата? Ама тоа затоа што борчете зараза или од порано? Добро. Јас не можам да кажам дека постои само еден псалм кој што би го издвил како најомилен, затоа што постојат повеќе. Значи, повеќе едно 4, најмалку 4 го делат првото место. Но еден од нив секако уште од почеток, уште се сеќавам, уште од 92 година, значи пред 32 години, овој псалм ми беше многу омилен, пред се затоа што некои од ветувањата во овој псалм се цитирани во големата борба, во последните глави од големата борба, во контекст на големите неволји. И пред да го изнесам тоа што сакам да го изнесам денес, прво сакаме да се подсетиме на Господовите ветувања, затоа што Господ е поголем од сите наши непријатели. Господ е поголем од сите наши неволји. Господ е поголем од сите наши проблеми. И една неодамна многу убава порака на интернет гласеше: Господ е поголем од сите наши грешки. Значи, ако нешто сме сгрешиле, не мислам на грев, туку нешто погрешно сме постапиле, или сме пропуштиле, тоа не го менува Божиот план за нас, за нашиот поединечен живот. Само да останеме верни на Господа и да се надеваме на Него, останатото тој ќе се погреши. Значи, првиот стих ни дава вовед кои се тие за кои што се однесуваат сите наредни стихови. Кој живее под закрилата на Севишниот, тој простојува во домот на небесниот Бог. Значи, кој е тој? Кој живее под закрилата на Севишниот. И таквиот ќе му рече на Господа: ти си мој застапник, ти си моје пребивалиште, Бог мој, и на тебе ќе се надевам. Зашто тој ќе ја избави од стапицата на ловецот, ќе те избави од стапицата на ловецот и од чумата погубна. Сте доживеале чума? Црна се чума. Го памтиме тоа, а? Меѓутоа, сето тоа што уште од детство сме го слушале, сме го читале, сме го гледале по филмови, ние лично сме го доживеале, знаеме што е ово, на своја кожа сме доживеале вакво нешто. Со плеките своји ќе те осени и под крилјата негови ќе бидеш во сигурност. Неговата верност е штит и одбрана. Што ќе ни биде штит и одбрана и во следните пандемии, следните неволји? Што ќе ни биде штит и одбрана? Нема да се уплашиш од ноќен страф, ни од стрела што лета дење. Еве ја повторно чумата. Од чумата што пустоши во темнина и од зараза што опустошува на пладне. Што од сите овие? Од сите овие, значи и од чумата и од заразата,
нема да се уплашиш. Ве исплаши вас ковидот, ве плашеше вас? Меѓутоа сите вие што го имавте, го осетивте на своја кожа. Јас се сеќавам, јас 2 пати имав грип, значи јас 10 години пред тоа не бев болен никогаш. И баш таа зима имав прво еден грип, ноември, тогаш кога бевме повеќето грипосани, кога во црква има многу малку луѓе доаѓаа во црква. Ноември 20 година, при недели мене ме држеше во лисиче грипот. Потоа 22 година во Љубљана, кога ја ги се заразив, дали од крсте, не знам, и дури тогаш, бидејќи морав, и така морав, и здрав, дали болен, морав да извадам нов тест, за да се вратам во Скопје, за да поминам граница, па тогаш ме нашле позитивен на корона, а според моето искуство беше обичен грип, како и они предходниот. Веројатно и во ноември 20 година да отидев на доктор, ќе речеа корона, дека е. Но ја не можам да кажам дека е тоа со сигурност, бидејќи не ми личеше на нешто поразлично од било кога порано, кога сум имал грип, па сум го лечел со антибиотици и така натаму. Дури се сеќавам еднаш кога ме праша тогаш крсте, сеќавам како сум, како се осеќам, и па како за позитивен коронаж, прекрасно се осеќам. За разлика од неговото искуство, кога цел месец беше во кома. А сепак тоа беше само загревање. Тоа беше само загревање. Ковидот беше само загревање. Проба. Од тоа што следи во иднина, ќе се плашиме ли? Што ќе покаже? Сега велиме не. А што ќе покаже? Испитот ќе покаже. Кога ќе дојде тоа искушение. Сега е лесно, како и Петар. Но, кога ќе дојде испитот, на муци се познају. Така, и кога се спремаме за испит? Пред, така. Како што слушнавме во поуката. Кога ја градиме довербата. Знаете ли кој стих од целиот овој псалм? Еве да се подсетиме, не мислев да го читам целиот. Зашто Господ ти е за солниште, надеж моја, Севишниот го избра за свое прибежиште, зло нема да ти се случи, неволја нема да се приближи до шаторот твој. Изборовите што ѓаволот ги цитира на Исуса, затоа што ќе им заповеда на ангелите своји за тебе да те чуваат на сите патишта твои, освен овој последниот дел што го преболчал. Ке те понесат на раце за да не ја сопнеш од камен ногата своја. На отровница и на змија ке нагазуваш, лав и змеј ке сгазуваш. Видете какви зборови. Змискиот отров нема да ти може ништо, како на апостол Павле во Малта. Змискиот отров нема да ти може ништо. Се разбира, ти нема да го искушуваш Господа, како што прават некои луди протестанти во Америка. Има некои протестанти што носат змии во црквата. Земјте, вие дошле тука во црква и јас тука да ви извадам сега змија. Има тоа на YouTube, може да го видите. И да се играм јас со отровницата тука пред вас, за да ви покажувам колку Господ ме чува. И еден таков веќе умрен на млади години,
од змиски угриз, затоа што го искушувал Господа со такви будалаштини. Значи, ние не си ја бараме сами белјата. Нема да речеме, па да ја земам вакцината, Господ ке ме штити. Тоа е како да појдам ја, да брцам рака во змиската дупка, без потреба. Ако нема некаква потреба, Господ ке ме штити. И ѓаволот му велел на Христа, скокни, и му ги цитира овие зборови. Но Христос како одговори? Не го искушувај. Исто така е запишано, не го искушувај Господа твојот Бог. Сакам да ги прочитам оние стихови кои што мене најмногу ми се допаѓа уште од почеток, уште минатиот век. 7 и 8 стих. Покрај тебе ќе паднат 1000. Замислете. Сте доживеале вакво искуство? И 10,000 десно од тебе. Но до тебе нема да се приближат. И токму овие зборови Елена Вајд ги цитира во контекст на големите неволи, на крајот од светот, кога само запечатениот остаток ќе ужива оваа заштита, а се друго околу нив ќе биде торпедирано од 7 последни зла. Само со очите своји ќе гледаш и ќе ја гледаш казната на нечестивите. Сите овие денес нечестиви, или како што во Долина на волците ги нарекува нечестниците, што се и на власт, и на позиции, и учествуваат и вршат секакви беззаконија. Тешко ним и тешко на сите оние кои што ќе го примат жигот над зверот тогаш. Нека Господ им се смилува сите и да им даде покаяние сега, а тоа пред се однесува и за нас, и да не подготви за секој испит и искушение кои што ќе следат. Но да не заборавиме за кого се однесуваат сите овие ветувања, кој е тој посебно избран, што илјадници ќе паѓаат покрај него и 10,000 од десна страна, кој е тој што чумата и заразата нема ни да се приближат до неговиот шатор или било каква неволја, кој е тој? Оној што живее под закрилата на Севишниот. Зашто Господ го избра за свое прибежиште. Тој што го избрал Севишниот за свое прибежиште. 14 стих, бидејќи се надеваше во мене и ќе го избавам и ќе го заштитам, зашто го позна името мое. Кои се тие услови да се биде Господов избраник или избраница, бидејќи се надеваше во мене и ќе го избавам и ќе го заштитам, зашто го позна името мое. Се надеваме ли на Господа? Го познаваме ли името Негово? Што значи, не сега како јеховистите и некои јудаисти, да се занимаваме со еврејските именки. Го познаваме ли, што значи името? Шем, карактерот. Го познаваме ли Господа? Бидејќи на мнозина, кои што биле и проповедници, кои што велат дека дури и чуда правеле во Христово име, Господ ке им ги каже страшните зборови. Не ве познавам.
Никогаш не сум ве запознал, што повторно не се однесува на интелектуално, теоретско знаење, бидејќи Господ секого знае и се знае, туку на таа интимна заедница со Господа. Дали градиме, дали одржуваме интимна заедница со Господа секој ден. На таквиот се однесуваат овие ветувања. И само таквиот ќе може без страв да поминува низ сите овие страшни и големи искушенија. Во продолжение би сакал да споделам некои информации. Забележавте деновиве дека многу се разгорува воената реторика. Многу западни генерали и представници отворено изјавуваат дека треба да се подготвиме за војна против Русија и така натаму, бла, бла, бла. Очигледно тоа кај нас може би не, но кај мнозина луѓе втерува голем страв, а исто така и приказните за нова пандемија. Мијатата седмица се одржа уште еднаш фамозниот состанок на Светскиот економски форум во Давос. Оваа година беше малку карактеристичен, бидејќи се слушнаа многу гласови против глобализмот и против самиот тој форум. Дури еден представник се дрзна да го опцуе и Клаус Шваб и да ги опцуе сите глобалисти. Вие што го видовте тоа, знаете на што мислам. Очигледно е, духовите се многу разбранувани. Но, знаете ли, меѓу другото, зашто стана збор на самиот форум? А како и да не бидат гневни луѓето, после се што се случуваше од 20-та година наваму. Најавена е, уште еднаш, на самиот форум, следната глобална пандемија, наречена X, и внимавајте сега, беше кажано дека може да биде 20 пати посмртоносна од ковидот, има, разбираме до некаде како ова би изгледало, 20 пати посмртоносна од ковидот и може да однесе само момент да го прочитам конкретниот податок. Триста милиони животи широм планетата. Сега се поставува прашање за сите оние кои што и понатаму ќе бидат склони да им веруваат на ѓаволите, на партиските медиуми, на владините пропаганди во иднина, средствата за масовно дезинформирање. Од каде овие луѓе баратаат со волку прецизни бројки, дали имаат пророчки дар, која ќе биде следната пандемија и дека ќе биде 20 пати посмртоносна и дека ќе однесе 300 милиони животи. Како може да знаеш вакви податоци? Како воопшто може да се занимаваш со вакви податоци, ако е тоа само проценка, предвидување, предскажување, што е тоа? Пророчки дар? Не, ѓаволите немаат пророчки дар. Тоа е план. Тоа го планираат.
Додека траеше интермецото овие 2 години со војните во Украина и последно во Израел и сега во Јемен, додека траеше ова затишје, тие работеа. Новата пандемија се крчка, е подготвена, како што изјави еден руски научник, веќе се подготвени или веќе работат, ако не се и готови, и новите вакцини за таа идна пандемија. Веќе нема време, како со ковидот, не може да се биде толку глупав и да се верува штом испадна пандемијата и веднаш тука за неколку седмици или месеци направиле вакцини одма. Не иде тоа така. Никогаш во историјата на науката не можело за толку бргу да се направи вакцина за некоја болест, за некоја зараза и така натаму. Поинтересното од се досега кажано следува, можеме да ја видиме и сликата. Еден од сега веќе и тој независен новинар, познатиот Такер Карлсон, избркан од Fox News, деновиве од своето приватно студио, како што гледаме, и сите негови последни емисии се вака во домашен амбиент, откако е независен. Негов гостин во едно негово интервју овој месец беше еден еволуционистички биолог по име Брет Вајнстин. Веројатно некој евреин, односно некој Вајнштајн по германско потекло. И на ова интервју стана разговор беше минатата пандемија COVID-19, фармацевската индустрија, глобалните промени се случуваат и во политиката, и во јавното здравје. Според овој Вајнштајн, целокупната ова проблематика што се случува околу болестите, заразите, пандемиите, здравието и борбата конкретно против ковидот на времето, самиот овој, значи, научников ја нарече борба на Давид и Голијат. Борбата против пандемијата, против ковидот, против целата фармацевска индустрија, против гјаволите, како што ја ги нарекував, е борба на Давид против Голијат. При што под Давид ги подразбира сите стручњаци во различни области, кои што биле бркани од работа и за време пандемијата, и после тоа за време вакцинирањето, значи сите што се спротивставуваа на режимот, но беа стручњаци, беа лекари, беа доктори, да се сетиме дека некој од нив платија со глава, германскиот доктор што откри дека вакцината ги содржи оние фамозни кристали на јаглерод, како се викаше, како? Графениот оксид, да. Благодарам. Тој беше убиен од германската полиција при неговото апсење, иако, како што кажуваше една негова пријателка, не се спротивставувал, не пружал никаков отпор. Значи, беше убиен по наредба. Каква правда, каква демократија, какви бакраци. Кога се во прашање интересите на глобалниот фашизам. Понатаму, докторов кажува дека, зашто сакав да го споделам ова интервју, за време на пандемијата, во која што, меѓу другото, се сеќаваме, беа демонизирани сите алтернативни третмани
против ковидот, како што беа они хидроксиклорокинот и ивермектинот, што беа исто така напаѓани, забранувани, сатанизирани. За време на пандемијата, замислите оваа бројка, овој биолог кажува, беа убиени 17 милиони луѓе само од вакцините. Јас кога го прочитав ова прв пат, уште пред минатата сабота, се изненадив. Јас се сеќавам, 21 година од ова место исто така кажував. Најконзервативните бројки, што се кажува 17, колку беа, 50.000 беа во цела Европска Унија, 50.000. И велевме, неке да се толку, тоа се медиумски ограничени бројки, вистината е можеби неколку стотици илјади. Седумнаесет милиони, тврди овој човек. Од каде? Како? Не знам. Очигледно и самиот Такер Карлсон бил толку изненаден, што рече 17 милиони, го повторува за време на интервјуто. Па тоа е, вели, исто како бројот на сите загинати луѓе во Првата светска војна. Неверојатно нешто. Но тоа не е се. За жал. Може да ја видиме следната слика. Знаете ли што е ова? Ова е исто така податок што го открив дури овој месец. Ако појдете на горниот сајт, на горниот линк, ќе влезете во една од страниците на Генералната конференција на Адвентистите на седмиот ден, каде што се објавени некои официјални документи на Генералната конференција, во врска со многу прашања, документи што представуваат решенија и одлуки донесени, значи заеднички донесени на состаноци, на заседанија, на управните одбори, на така наречените годишни собранија, што ги одржуваат, и се разбира на главното заседание, соборот на Генералната конференција секои 5 години. Замислете, овој документ, што ако кликнете таму, што се нарекува Human Gene Therapy, значи терапија со човечки гени или генетска терапија, бил објавен уште и постои како официјален документ уште од април 2000 година. Јас за тоа разбирам овој месец прв пат. Не сум го знал порано. Кој сака и кој разбира може да влезе на горниот линк и да го прочита целиот документ, каде што Генералната конференција завзема свој став уште од 2000 година во врска со целата проблематика на генетскиот инженеринг, во врска со генетската модификација и користењето на генетскиот инженеринг за лекување на разни неизлечиви болести. Го издвоив само овој пасус, кој што сега ќе го преведам. Терапевтскиот генетски материјал може да биде дизајниран да ги замени дефектните гени во клетките на пациентот
или да обезбеди дополнителна генетска информација, која што ќе ги регулира функциите на нормалните гени. ДНК-та или дезоксинирибуклинската киселина, значи генетскиот материјал, може да дојде од речиси било кој извор, животни, растенија, микроби, вируси, или може да биде синтетизиран без да има соодветен еквивалент во природата. Значи, замислите, Генерална конференција има завземено став дека одобрува на луѓето да им се всадуваат генетски модифицирани, како што беше срцето на оние што умреа после неколку недели, срце од свиња, пази, нечисто животно. И не само срце од свиња, туку генетски модифицирано. Генетски инженеринг, амалгамација. Они се согласуваат со тоа. Амалгамација. Да се подсетиме на цитатите од Духот на пророштвото. Но ако постоел еден грев поголем од сите други, кој го предизвикал уништувањето на расата со потопот, тоа било безобзирното злодело на амалгамација на човекот и животните, кое го обезличило Божиот лик и предизвикало конфузија на секаде. Господ наумил да ја уништи со потоп таа силна долговечна раса која ги расипала своите патишта пред него. Што е безобзирното злодело според на амалгамација? Значи, мешањето, амалгамација на човекот и животните, генетското мешање, вкрстување на човекот и животните е тоа што Господ го нарече безобзирно злодело. И да го дочитаме и вториот. Секој животински вид создаден од Бога бил сочуван во ковчегот. Конфузните видови кои Бог не ги создал, кои биле производ на амалгамацијата, што биле уништени во потопот. Значи, кога Господ му рекол на Ное, кои животни да бидат сочувани, било да се чисти, било да се нечисти, само оние што не биле расипани со амалгамација, не биле конфузни видови, оние што биле природни од Господ. И после потопот имало амалгамација на човекот и животните, што може да се види во речиси безкрајните варијации на животинските видови, значи разните вкрстувања, како и во некои човечки раси. Интересно. Значи, браќа и сестри, ниту од Генерална конференција, ниту од официјалната адвентистичка црква, како и од било која друга официјална верска заедница во светот, не очекувајте заштита. Они се одамна подготвени да му служат на зверот и да му се поклонат. Но која е нашата единствена заштита? Она што сакав на почеток да го читаме и што го прочитавме во 91-иот псалм. Да го познаеме Господа, да го познаеме името Негово, карактерот Негов, да се дружиме со Господа, да се надеваме на Господа, да го избереме Господа, тој да биде наше прибежиште, тој да биде наша закрила. И што друго може да додадеме? Тоа што рече брат Зоран. Каде што се двајца или тројца, и колку сме сега повеќе од тоа. Ние, инаку малобројната црква, во споредба со многу други. Господ не рече мнозина, десетина,
40, 30, каде што се двајца или тројца собрани во мое име. Тоа е битниот услов. Таму сум и јас помеѓу нив. Веруваме ли во тоа? Тоа беше првата проповед. Овие зборови беа првата тема на пасторот Павел Гоја во Хартланд минатата седмица, минатиот викенд. И јас ја гледав таа прва проповед помеѓу 1 и 2 часот после полнок. Единствено неја ја гледав во живо, потоа следеа саботните, имаше технички проблеми, брат Борче сведок, не можевме да ги гледаме во живо тогаш. Може да се видат накнадно на каналот, на Хартланд каналот во YouTube. И тој кажа многу прекрасни искуства во врска со овие Христови зборови. Дори во една прилика само тој и жена ми вели. Јас и жена ми вика: Господе, ти си ветил 2 или 3, еве, јас и жена ми 2. Не сме повеќе. Не можеме да бидеме повеќе. И кажуваше чуда се случувале. Се разбира, постојат други услови. Не е само тоа условот. Но многу често во нашиот живот ни недостига вера во едноставните Христови ветувања. Да ја извежбаме таа вера, кога уште има време на милост, кога уште живееме во затишието, кое што, еве, годинава, кога тоа ќе заврши. Не знаеме кога ќе ја пуштат новата пандемија, новата зараза, новата чума, кога ќе ја зададат, бидејќи таа сама не се задава. Сите вируси, сите пандемии се дело на нечестивите. Било да се демони, било да се од месо и крв. Тоа е дело на некои интелигенции. Тие сами по себе не настануваат. Но нашето е да станеме тогаш и ние, ако веќе не сме, да станеме Давид во борбата против Голијат. По што се разликуваше Давид од цела израелска војска на чело со царот Саул? По што се разликуваше едно младо момче, овчарче, во однос на цели мажишта, многу постари, многу поискусни, во целата израелска војска? Името Божјо, верата, надевајки се на Господа и ревноста за Господовата слава, за Господовото име, за Господовата чест, а сите други коркачи пред Голијат. Сите други, имајќи ја само собствената човечка сила, не е можно. Може ли со нашата човечка сила, мудрост, да се спротиставиме на ова чудовиште, на овој змеј, наречен нов светски поредок? Нема шанси. Со човечка сила нема шанси. Изгледаме како мравки во споредба со нив, како вошки. Но колку одеднаш се менува ситуацијата, ако го внесеме Господ во равенката. Со Божја сила, тие изгледаат како мравки во споредба со Него. Тие се множат со 0 во споредба со Него. Како што и постави прашање апостол Павле во посланието до римјаните. Ако е Господ со нас, кој е против нас? Нека му е фала и слава вечно. Амин.